Сите одат таму во канцеларијата на КФМ, се прави, се овако за затворени врата и како сите ти работи. Само комесарот не, и onda најлошото сценарио што предпоставав, не. Селото ќе биде комесарот, јас да бидам жртвено јагне, сите тие работи, кај што се фалел некаде и дека и ќе ме смени, нема он да биде долго сите тие работи, не. Јас ќе му препорачувам кај во интерес на кошарката да си одиме двајцата. Прво он 10 години јавно го повикам дека мислам дека веќе го изгуби кредибилитетот и дека кошарката за да оди напред би го замолил да си оди за да кошарката оди натаму. И јас на седницата што ќе биде раздружение ќе предложам донесување да се направи една одлука која што е во интерес на сите, до сите клубови со потпис и печат да застанат за тоа да сите други сето тоа се спроведе. Меѓутоа членот 60/11 само во овде и никогаш повеќе во друг случај, затоа што да не се најдеме во друга ситуација, па сега ќе рече друг клуб, чекај сега, ваму пуштите на работнички, па се закам и ние сега во 6-та минута, ако не ми се свиѓа некој во публика, не ми се насмева, ќе искочам и јас. Значи ова да биде со потпис, со сите јавно, дека ова е прв единствен случај во интерес на кошарката и во интерес на нашиот најстар и најтрофеен клуб во Република Македонија. Ако тоа клубовите не го прифатат, јас сутре ќе поднесам оставка, затоа што ако работнички не биде во прва лига, јас не сакам да имам комесар. Така да, ова го правам од спортски аспект, од човечки, од интерес на кошарката, од интерес на навивачите, кои што ги почитам, кои што се навистина не само на работнички, и на Фени, и на МЗТ, и на Куманово, и на сите тие. Тие ја прават атмосферата. Велите дека на тој фамозен состанок на Сдруженијето сте спречиле или сте спречиле можност да биде донесена некаква си нестатутарна одлука. Сега излегува дека апелирате повторно Сдруженијето да донесе некаков став, кој што пак нема да биде темелен на правни акти. Не знам што е поразлично тогаш отколку сега. Еве, таков е впечатокот од целото овие. Па ние вака се тоаш мислевме дека ништо не е сменено. Апсолутно. Ниту Вака пак ако имало дописно собрание на Кошаркарска федерација, одлуката ќе можела да важи ретроактивно. така е. Што и тоа паѓа. Така е. Јас бев јасен и затоа и секогаш и токму ова не е нарачано прашање, баш сега вака да не биде сега нарачано прашање, па сега тоа да одговорам. Јас тоа што го кажав. Ние во оваа ситуација само се вртиме во круг, немаме правен лек. Ние мислиме дека господата мудри стручни лица ќе ни помогнат. Они само ни направија лавиринт овде од 6-7 страници, уште повеќе да се она не збунија уште повеќе и ништо не ни кажаа. Како да излеземе од тој лавиринт? Не кажете ми јас како да направам, како може. На феврот не се одира, не излезува, значи јасно како денес, и на сите не јасно. И сега ние немаме правен лек. Јас реков ќе побараме, ние се овде само може да джентлменска спортски преседан ќе направиме. Тоа говорил и председателот во некоја си друга форма, што сте го сатили како притисок. Ама не, тој бараше да формираме комисија, второстепена ние здружение. Значи, и таа комисија да донесе. Кој ќе се нафати така да потпише? И јас сега. Потпис на крај ќе дојде на одлука која што не е темелена. Ама ќе биде мојата ќе биде 10 потпис ќе биде. Прв ќе биде на МЗТ работнички Соколи, што би се моите, значи би рекол под наводници работодавци, јас 10 ќе потпишам. Тие ми избраа со консензус и тие, ако они кажуваат 10 вака ќе биде, и Боби ќе потпише, посебно што е во интерес, ништо што ја го сакам тоа. Ако напишат 6 клубови за, 3 против, јас нема се потпишам, јас ќе си одам. Што нема да бидам на кого комесар. Ако 3 клуба или не знам што или овакото, нема да имаме ни лига. Значи овде политички, спортски, ферплей, компромис во интерес на ние немаме. А понатаму сега здраве, по како ќе биде, јас ќе предложам, бидејќи се дали е добро ова или не, нека се направи да имаме или во трета лига, или нека биде минус 6 бода, или не знам, минус нека плати
казна некоја друга или не знам што сега ова се. Значи да имаме или. Јас не сум бил во ова, се покажа дека е драстично се, ајде сега, прекршокот е голем, меѓутоа тој е нормален да ова. Кај нас е ненормално, бидејќи ние сега тоа правиме фама. Ние сега на линч го ставивме Боби, сега ти си ти, ако не овако спазиш, ако не знам што е ова све. Пази, молим те. Мудрици тоа го кажа, никој не ќе да помогне, ние сите си го, како да речеме, тргаат ова, не ти сега, што ја сега. Кажете ми што, ја не сум правник, јас сум спортист. Кажете ми, сакам, еве кажам, ја нудам мојата оставка за работниче, ако не, ќе си одам. Ако тоа не е доволно, или не знам што, сите мора да се обединиме, и клубови, и федерации, све што требаше да го направи, тоа требаше да го направи, да не го правам јас. Не да ни става сопки, не да прави уйдорми позади, од околу, сите ти работи се. Не, Боби ќе го насанкам. Ја он ќе види ова све. Затоа што не примам инструкции, затоа што не влегувам како моите против кандидати кај него се консултираат. Во комисија заедно работевме. Не може тоа, кај Боби не. Кај теорија нема. Кажи. Да се обидеме добро сега. На страна сите овие работи. Дали во делот одлуката од арбитража има некој пропуст од ваша страна направено? Дали е прегледана снимката, дали има некаде работнички право во жалбата што ја дал? Тоа ме интересира, дали навистина постои ли грешка на судијата и на делегатот? Пишува, некој пишува дека пишува во записникот 30 минути, намалено 30-40. Вака, Можно ли е знам. да направим превид, дали може тој превид да му донесе бенефит без на работнички, без вашата оставка и без конфронтирање во федерацијата и клубови? Кифла, камо среќа да можеш. Јас ти бев најсреќен да можеше. Дури, еве, не е тука, не знам, Баже Поповски, и тоа еве ти кажам какова, стојам за тоа, може да го прашате, кога беше, Боби, кажи што, еве, дали нешто можам да помогнам во оваа ситуација. Казниме 1 година, доживотно, 5 месеци, 4 надпревари, еве нешто што да направам, не сакам ова да биде. Значи, истиот тој, што да направам за да биде? Ништо не можеме да. Значи, сите тие работи се, знаете како, има, не викам дека нема, да има нека одговорност таму, требале Марија Мицевски малку требало по, не викам јас дека они се во право. Меѓутоа, нивната, тоа е, знаете како, ситница си и казнам, дека требале заедно да донесат таму да се консултира првиот студија, меѓутоа тоа е не е причина да ние ги амнестираме главниот проблем. Значи, тоа е минорно.